Здраво на сите и добре дојдовте во новите вести за млади шорткат. Јас сум Гоше, а ова се најважните настани од изминатава недела. Државните власти треба итно да најдат решенија за жешките еколошки точки, бидејќи се работи за заштита на човечките животи. Ова беше заклучокот од вебинарот насловен како Жешките екоточки низ новинарска призма. На настан одговорија професорот Трајче Стафилов од Институтот по хемија на Природно-математичкиот факултет при УКИМ, новинарите Бојан Блажевски, Сања Наумовска од новинската агенција Мета МК и Фисник Джелили, новинар во Портал. Стафилов ги наведе 16 жешки точки низ државата, односно локациите кои се ризични поради опасниот отпад. Тој кажа дека во воздухот во Скопје честичките од линдан се за дури 40 пати поприсутни во споредба со Лазарополе. Стафилов го потенцираше и загадувањето на водите со линданот кој што е лоциран во Охис и на местноста Пеленица. Тој зборуваше и за опасностите од другите жешки еколошки точки во земјава, а особено се задржа и на депонијата со троска од Велешката топилница која го загадува Велес и 600-валентниот хром од индустриската депонија во Егуновце, која е потенцијална опасност за водата за пиење од изворот Рашче. Говорниците новинари на вебинарот кажаа дека најголем дел од медиумите недоволно ги покриваат темите поврзани со жешките екоточки, известуваат инцидентно и без континуитет, а со тоа не вршат доволен притисок врз властите за решавање на проблемот со жешките еколошки точки. Продолжуваме со главната тема за неделава, која ја посветуваме на дигитализацијата на процесот на полагање државни меѓународни тестови, кои за нашите ученици се обврска. Мнозинството училишта во државата не се солидно премени со компјутери, а меѓународните организации кои ги организираат тестовите инсистираат токму на електронско полагање наместо на хартиено. За да ги задоволи стандардите во одредена мера, државниот испитен центар набавил лаптопи кои ги носи во училиштата со цел да се спроведе тестирањето. За тоа што е потребно да се направи за да биде пофункционален целиот процес, разговараме со Билјана Михајловска, директорка на државниот испитен центар. Пирилс тестирањето, кое се реализираше во 2021 година во училиштата ширум светот, беше последното кое се изведе на хартија. Веќе во 2026 година ќе се полага во електронска форма и македонските ученици се дел од овие обемни тестирања. Лани за прв пат тие полагаа на компјутер кога се спроведе PISA тестирањето, а освен тоа и Teams тестирањето кое се спроведе годинава беше изведено на компјутер. Директорката на Државниот испитен центар Билјана Михајловска смета дека процесот на дигитализација е неопходен во образованието. Што се однесува до начинот конкретно технички како го изведуваме, во моментов бидејќи има одредени перформанси кои што се бараат поготово во однос на софтверот и во однос на хардверот за да може да се изведе тестирањето, за да бидеме сигурни дека нема да има проблем, најчесто во училиштата носиме, ние како државен испитен центар обезбедуваме лаптопи, ги носиме во училиштата кои што се избрани во примерикот. Во нив е ставен пакетот за конкретниот ученик, затоа што секој ученик си добива конкретни задачи. Учениците ги користат тие наши лаптопи, го завршуваат тестирањето, ние потоа ги прибираме лаптопите, ги носиме во ДИС, ги собираме резултатите и на тој начин го изведуваме тестирањето. Во училиштата каде што има добра интернет врска, учениците може онлайн да ги добијат тестовите или да ги симнат. Она што е потребно според директорката е опремување на училиштата со компјутери. Прво, дигиталната писменост е една од главните цели, една од главните писмености, практично и главните цели на Европската унија 2030 намалување на процентот на ученици кои што имаат ниски постигнувања во однос на дигитална писменост. Третман од секаде во светот и организациите од типот на УНЕСКО или Европска унија. Дигиталната писменост ја сметаат како основна писменост, еднакво како јазичната писменост, еднакво како математичката. Такви се времињата. Така што ние мора многу внимание да посветиме на тоа. Значи, не ни е потребно опремата само за тестирањата. Тоа е една од работите. Ни треба комплетно за процесот на настава. На крајот на криштата ни треба за да одгледаме современи генерации. Таа додава дека во денешницата основна алатка за работа е компјутерот, бидејќи на децата, на часовите, но и надворот на ставата, за многу работи и активности им е потребен компјутер. Пред неколку дена, Државниот испитен центар го изведе државното тестирање. Основна цел е да се направи проценка на постигањата на учениците, па врз основа на тоа да се решаваат проблемите во образованието.
Емисијата ја продолжуваме со новиот проект на УНИЦЕФ со Министерството за труд и социјална политика за отворената дискусија со децата и младите за намалување на стигмата поврзана со менталното здравје. Караванот на средби со младите започна на 13 октомври во Струмица и Валандово, а ќе продолжи наредниот период и во повеќе други градови, вклучително и Скопје. Младите на овие настани ќе може да отворат прашања и заеднички да изнаоѓаат решенија на теми поврзани со менталното здравје, вклучително и со експерти. Спроведената анкета, која беше поддржана од УНИЦЕФ во Северна Македонија, покажала дека секој трет адолесцент, вклучен во истражувањето, пријавил симптоми на депресија, а кај девојчињата постои 6-кратно поголема веројатност да пријават симптоми на депресија споредено со момчињата. И за крај едно предупредување до сите: голем број граѓани периодов добиваат SMS пораки со сомнителна содржина кои се однесуваат за наводни пратки од пошта. И банките, но и полицијата предупредуваат дека станува збор за така наречени фишинг напади, а многу луѓе кои порачале нешто и чекаат пратка можат да се излажат и да кликнат на линкот во SMS пораката, каде што ќе им бидат побарани личните податоци. Министерството за внатрешни работи апелираше на посебна внимателност при добивање на вакви пораки. Личните податоци да не се споделуваат и разменуваат со непознати лица, како и со лица на кои не може да им се утврди вистинскиот идентитет и да не се внесуваат податоци од банкарски сметки на сомнителни веб страници. Тоа е се за оваа епизода на Шорткат. Ви благодарам за вниманието. Пишете ни на Instagram и TikTok ако имате сугестии или предлози и читајте ја рубриката CTRLZ на meta.mk до наредниот четврток. Се гледаме следната недела во истото време. Поздрав!